Јас сум исклучително горд на 15 септември 2002 година. И тоа не заради големата, ја би ја нарекол историска победа на Социјалдемократскиот сојуз, туку пред се заради тоа што граѓаните масовно, во една огромна бројка, да се подсетиме 500.000 гласа, се определија да ја вратат својата држава на вистинскиот пат, да ја вратат кон нормалноста, кон разумот, кон рационалноста. Ако се подсетиме на периодот 1998-2002 година, тоа можеме да кажеме дека тоа беше период на една тотална државна деструкција. И тоа на сите полиња, во сите сегменти. Тоа беше првата влада на ВМРО-ДПМН, која што се најавуваше дека ќе трае 100 години. За жал, веќе после некое време стана јасно, буквално на секого во земјата, би рекол и надвор од земјата, дека е тоа влада на погрешни политики. И при тоа што е уште позначено на опасни политики. Кои беа главните карактеристики? Значи, ако говориме, например, за надворешната политика, тоа беше период на неодговорни авантуристички потези. Се призна Тајван. Нешто што е сосема јасно дека беше побудено од коруптивни методи, односно мотиви, и тоа е нешто за кое што и ден денес широм светот не покажуваат со прст и се подсмеваат. Меѓутоа, тоа не беше се. На планот на градењето на правната држава или борбата против криминалот и корупцијата имавме промоција на државата како главен генератор на криминалот. Имавме ситуација во која што се направија измени на законот за трансформација на општествениот капитал и првпат се воведе можноста за директна продажба. Така и се продадува Окта, Телеком, националната платежна картичка, значи сето она што денес представува синоним за најкриминална приватизација во Македонија. Ако ова време во кое што денес живееме, некои го нарекуваат време на споменици, тоа што време беше време на балови. Најопасната работа се случи на планот на меѓуетничките односи. Мандатот таа власт го почна со тезата дека тоа се најрелаксирани меѓуетнички односи во историјата на Македонија. Имаше една братска поделба меѓу тогаш коалиционите партнери, кој каде владе и до каде владе, дури и територијално до Групчин и од таа страна Групчин, за да во 2001 година ни се случи она што ние мислевме дека дефинитивно како опасност сме го избегнале, а тоа е етничка војна, етнички конфликт. Најпатриотската партија, како што милува за себе ја каже ВМРО-ДПМН, тогаш излезе во јавноста со идеја за поделба на државата. Замислите иронија, најголемите патриоти сакаа да ја подела државата. Тоа не беше пласирано како некаква идеја од некаде без име и презиме, туку директно од премиерот на таа влада, Георгиевски, а да се подсетиме дека Никола Груевски беше министер во владата на Георгиевски, тоа прво министер за трговија, а потоа и министер за финансии. Нити тогаш, нити до денес тој се огради од таквите намери на Георгиевски и на ВМРО-ДПМН. Напротив, остана да биде министер за финансии, ги подпишуваше документите за продажба на Окта, за продажба на Телеком, за продажба на НПК. Дури успеа во тој период да се снајде, значи во периодот на војна, и да дојде до собственост над 4 стана, кои што се водат на име на неговата мајка. Значи, Македонија беше во една, би рекол, растурена состојба. На третина од територијата централната власт и било која власт воопшто не можеше да се имплементира. Полицајците, војниците не може и не смеја да влезат, а камоли инкасатори, камоли инспектори или нешто слично. И во таа ситуација се случи 15 септември, ја презедовме власта и одговорноста за состојбите во државата и почнавме буквално камен по камен да ја враќаме прво меѓуетничката доверба, значи она што беше претходно растурено повторно да живее, да ги враќаме функциите на институциите на државата, на територијата на целата земја. Затекнавме на финансиски план, само еден податок, буџетски дефицит од 14%, значи долгови на сите страни, дупки кои што требаше да се пополнуваат. Сето тоа успеавме го санираме и за релативно кус временски период државата да ја доведеме до тоа да биде пред самите врати на НАТО и во 2005 да го добие и статусот кандидат за членство во Европската унија. Затоа се гордеам со 15 септември. Во историјата на македонскиот народ имаше два Илиндени, 903 и 44. Како што сега стојат работите во Македонија, ќе треба и два 15 септември, макар во символичка смисла на зборот.
Ставот на Социјалдемократскиот сојуз, кој што јавно го објавивме, го дефиниравме, го соопштивме и на митингот на опозицијата на 27 јуни, е дека после самитот на НАТО во ноември, а отприлика во тоа време се одржува и советот на Европската унија, без разлика на исходот, ние ќе ги отпочнеме нашите активности за предизвикување на предвремени парламентарни избори. Зошто? Затоа што состојбите во државата се такви, и тоа во сите сегменти, на сите полиња, што политичката потреба, тоа не е потреба на Социјалдемократскиот сојуз, тоа е потреба на овој народ и на оваа земја, заради сопствената имена, бара промена на власта. Значи, стопанството пропаѓа, сиромаштијата се зголемува, невработеноста се зголемува, инвестициите ги нема никаде, здравството е во целосен колапс, нас пациентите ни умираат во болничките дворови и болничките ходници. Образованието во целосен хаос. Меѓународната позиција на Македонија е урнисана. 5 години не можеме да направиме никаков исчекор, нити на планот на ЕУ, нити на планот на НАТО интеграцијата. Ако овие трендови продолжат уште 2 години, прашање е колку од овие работи ќе бидат поправливи. Значи не е проблемот дали Социјалдемократскиот сојуз може да издржи во опозиција уште година и пол или две. Ќе издржиме. Ја тврдам дека изборниот резултат после 2 години ќе биде уште подобар за СДСМ отколку кога би имало предвремени парламентарни избори. Клучното прашање е дали Македонија може да издржи уште 2 години со овакви политики. И ако издржи, на што ќе личи таа држава во 2012 година? Колку време ќе ни биде потребно потоа да ги вратиме работите на своето вистинско место? Мене овие денови често пати ме прашуваат како мислиме да обезбедиме доволен број на пратеници во собранието за да се донесе одлуката за предвремени избори. Јас не знам дали тоа ќе се случи. Значи, ние можеме да гарантираме како ќе гласаат пратениците од редот на СДСМ. Меѓутоа, како ќе гласаат останатите пратеници, никој не може да гарантира. Меѓутоа, наша обврска, наша должност како одговорна опозициона партија и тоа кон граѓаните и кон народ е да направиме се до предвремени парламентарни избори да дојде. И на тој начин, всушност, да ги ставиме сите останати пратеници во собранието да се соочат со сопствената одговорност и со одговорноста кон граѓаните и кон земјата. Спектакуларни апстења од оној тип кој што гледавме во изминатиот период, во присуство на камери, апстења од кои што се правеше медиумски циркус, нема да има. Однапред кажувам. Меѓутоа, дека ќе има одговорност за секого кој што се огршил од законот и направил криминал, соочување со правдата и заслужената казна, гарантирам дека ќе има. Она што денеска ни се случува во Македонија не е никаква борба против криминалот и корупцијата, туку е злоупотреба на борбата против криминалот и корупцијата за лични и партиски интереси. Прво, заради тоа што е селективна. Значи, извршната власт бира кој криминал ќе го гони, а кој не. Пример, речеме, она афера околу Рек Битола, 7-8 милиони евра, ги снемува за 6 месеци во 2008 година, 12 лица се под кривична пријава, најодговорниот генералниот директор на Рек Битола, Зоран Коњановски, кој што е сега министер за одбрана, не одговара. Како да е тоа British Petroleum, па имаат 100 милиарди долари обрт, па 7 или 8 милиони евра и не се приметуваат. Типичен пример за селективна примена на законите. Имаме друга карактеристика, тоа е злоупотреба на борбата против криминалот и корупцијата за политички цели и пресметки. Погледайте го примерот со млекарот Душко Илиевски во Битола. На сите е јасно во Македонија дека не се работи за никаков криминал, за никакво огледување на марихуана и дилер со дрога, туку дека се работи за директна одмазда на премиерот и на екипата околу него кон човекот кој што се осмели јавно да проговори против неправдите што оваа влада ги нанесува на граѓаните на оваа земја. Трета работа која што е многу битна. Ние сме имале во изминатиот период и во период кога СДСМ бил на власт едно уверување кое што може би било и доминантно и често пати сме го слушале дека владата несоодветно, недоволно ефикасно се бори против криминалот. И мора да признам дека често пати таквата оценка и држава. Денеска што имаме
како ситуација и како резултат на природата. Државата е генератор на криминалот во земјата. Имаме ситуација во која што не се знае кој е полицаец, а кој е криминалец. Испреплетени спреги, испомош, заеднички сценарија функционирање, например, и она што се случи пред неколку дена во аеродром со убиството на тројцата лица во една криминална, очигледно, пресметка. Имаме ситуација во која што владата, која што за себе се обидува да изгради мит дека е честна и поштена, бодигардите возат најскапи возила, најскапи мотори, одат на одмор на Малдиви и во исто време се собственици на дискотеки, фитнес клубови, спа центри и така натаму. Замислете ако бодигардите со плата од 15 до 20.000 денари од Министерство за внатрешни работи тоа може да си го дозволат, колку ли имаат пари заработено под наводници во овој период оние што тие ги штитат. Министрите, премиерот или како што во јавноста се нарекува фамилијата. Секој ќе го одговара. Значи, после промена на власта, секој, без разлика кој на која партија припаѓа, кој на кое место се наоѓал, секој што го прекршил законот ќе се соочи со правдата и ќе ја добие заслужената казна. Ова прашање е сосема на место и веднаш да одговорам да, јавната администрација во Македонија мора да се намали. Таа е предимензионирана, таа е неефикасна, таа во овој период служи како прибежиште за партиските кадри, партиските послушници, лепачи на плакати, чувари на избирачки места, агитатори и така натаму. Сведоци сме дека само во последнава година се најавува и се донесе одлука за прием на негде околу 30.000 нови вработени во јавниот сектор, во јавната администрација. Во истиот тој период бројот на вработени во стопанството опаѓа. Значи се помал број на фирми и се помал број на вработени во стопанството треба да финансира се поголем број на административци. Во одредени институции на државата нема столче каде да седнат, па има луѓе кои што седат дома и примаат плата, не се појавуваат на работа, бидејќи едноставно имаат измислено работно место. Тоа е сигурен начин за пропаст на економијата и воопшто на општествениот живот во државата. Она што мора да биде локомотива што ќе не полечи е стопанството. Се треба да биде подредено на успех во стопанството. Ако имаме стопанство кое што напредува, ќе има за сите. Ако стопанството пропаѓа, ќе нема ни за здравството, ни за образованието, ниту за администрацијата. Значи да, одговорот е бројот на вработени во јавната администрација треба да се намали и генерално јавната потрошувачка во Република Македонија треба да се намали.